Репродуктивната фаза на вароа деструктор се одвива во поклопеното работничко или трутовско легло, што представува можност за негово зарубување и заедно со рамките со сотови со поклопено легло, отстранување од пчелното семејство. На првиот ден од примената на методот, рамките со сотови со отворено и поклопено легло една по една се вадат од кошницата и се префрлуваат во така наречен колектор. На секоја страна од тие рамки се оставаат 200 до 300 пчели работнички, за во првите денови да обезбедат потребни услови и нега на леглото во колекторот. При префрлувањето на рамките треба да се внимава матицата да остане во производното пчелно семејство, каде непрекинато продолжува со несење јајца. Во средината на пчелното семејство се остава само една рамка со поголема површина, со отворено легло со јајца и ларви која всушност ќе послужи како рамка стапица. Оваа рамка се обележува за при следното отворање на кошницата да може полесно да се пронајде. На испразнетите места во кошницата се воведуваат рамки со изградени сотови, а во случај на недостаток на такви сотови се воведуваат рамки со сотни основи. Девет дена по отстранувањето на леглото, рамката стапица сега со претежно поклопено легло и во него сега заробените крлежи се отстранува од кошницата и се заменува со рамка со изграден сот или сотна основа. Со примената на методот отстранување на легло може успешно да се контролира крлежот во пчелните семејства, а при тоа да не се употребуваат хемиски средства.